Помина речиси десетина години, кога во 2014 господово лето, 3 дена по Секиречкиот Спасовден и ден пред Рилескиот и Долдескиот Спасовден, кој празник овие две села од памтивека си го празнуваат во неделата, за да мештаните од селото Секирци и селата Рилево и Долнини си сторат гости, наминав во Прилепското село Долнини, емза селото, емза Долненскиот фестивал, на гајдаджиите да направам документарен запис и на заминување со мештаните од ова село, се договоривме повторно да наминам во ова село, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци, баби им ги раскажувале, за да не останат покриени од правта на заборавот, кога за Великден ова 2024 господово лето, рано, мощне рано, ми задзвони мојот телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Ете, јас така порано, знаеш, по селски, по долненски, се јавувам од селото Долнени. Еве овде рано изутрина за Великденов во црквава наша селска сме собрани, па се присетивме на тебе, па си рековме да те побараме да ни дојдиш во нашево село и за него да направиш документарна репортажа. Моето име е Александар, а се презивам Јовчевски, инаку сум од фамилијата на Смилевци", ми рече. "Што велиш?" ме праша. "Кој ден да дојдам?" го прашав. Се разбира за празникот посветен на сите миросници. Овде кај нас ја нарекуваме недела на светите миросници, ама најсетне да дојдеш на заслогот, заслог си правиме, а утредента и утринска богослужба ќе има, многу народ ќе се собере, додаде. И навистина така и бидна. За селото Долнени тргнав ден пред празникот недела на светите миросници и некаде во раните попладневни сати стасав во Долнени по нова истражувачка, географско, етнолошка и историографска мисија. Почитувани мои, селото Долнени се наоѓа на 5 километри оддалечено на северозападниот дел од магистралниот пат Прилеп Македонски Брод. Селото Долнени од Прилеп е оддалечено 15 километри, а исто така од Македонски Брод е оддалечено 25 километри. Овдека позади мене се наоѓа сообраќајните знаци, каде што ги пишува дел од соседните села на селото Долнени. Тоа се селото Вранче, оддалечено 6 км од магистралата, селото Белополе, исто така оддалечено 3 км од магистралата, селото Кутлешево, оддалечено 3 км од магистралата и селото Долнени, оддалечено 2 км од магистралата. Селото Долнени, како што напомнав, од магистралниот пат е оддалечен 2 км и се наоѓа во овој правец, а претходно набројаните села се наоѓаат исто така на магистралата десно од овој правец на крстостицата наречена кај Старата Воденица. Да напоменам, ќе одиме за Долнени, ама мекански пешки. Знаете зашто? Да ги чујам птиците, да се насладувам на колоритната убавина на овој крај, која што природата ја дарила. Ајде, почитувани мои, ве водам во Долнени. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во Долнени, мештаните од ова село да ми ги раскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат и старите адети и обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети и обичаи, за заслогот, вечерното богослужение, утринската литургија, празничната трпеза посветена на верскиот празник недела на светите миросници, сето тоа преточено во документарен запис
заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во селото во нова истражувачка, географска, антрополошка и историографска мисија, чиј поголем дел од ова досегошно негово географско, антрополошко и историографски истражување ќе ви пренесам во приложение на оваа репортажа. Вознесението Господово, како една од тајните на домостојот Божји за спасение на човекот, го надминува сетилниот опит и не се ограничува само на собитието на Христовото издигнување на небото. Не случајно Свети Григорий Ниски овој празник го нарекува Спасовден, зашто токму во овој ден се доврши делото на нашето спасение и искупување, дело во кое човечката природа стекна целосно учество на божествениот живот и вечното блаженство. Овој ден, во петтиот канон на Никејскиот собор, се нарекува и 40-ти ден. Во вероисповедните формулари од првиот и вториот век за Вознесението се зборува како за едно основно собитие од земното служење на Христа. Така, во повеќето древни символи на верата, например во Никеот Цариградскиот, спомнувањето на овој настан доаѓа веднаш по Воскресението. И се вознесе на небесата и седна одесно на Отецот. Вознесението исто така е внесено и во некои древни евхаристски молитви. Во почетокот празникот Воскресение Христово се славел во периодот на Педесетницата, кој соединувал повеќе собитија. Имено, Педесетницата се сваќала како особен период од црковната година, кој брои 7 недели и доаѓа по Пасха, а не како одделен празничен ден. Малку подоцна, во некои записи, настанот на Вознесението се прославувал на денот на слегувањето на Светиот Дух, односно 50 дена по Пасха на самата Педесетница, иако, како што сведочи Светото Писмо, се случил во 40-тиот ден после Пасха. За овој факт зборуваат и древните записи од поклониците на Светата Земја. Еден запис од Евсевиј вели дека во негово време Вознесението се славело 7 недели после Пасха, значи на Педесетница. Еден друг запис, пак, на Етерија вели дека вечерта на 50-тиот ден после Пасха, на денот на слегувањето на Светиот Дух, сите христијани се собирале на Елеонската гора, на местото наречено Имвомон, од каде што Господ се вознел на небесата и извршувале служба со читање на Евангелието и делата апостолски кои изборуваат за Вознесението Господово. Ова сведочи дека во нејзино време се уште не постоело одвојување на празниците. На друго место, Етерија вели дека во Витлеем на 40-тиот ден после Пасха се извршувала торжествена празнична богослужба. Меѓутоа, ова последново зборува за еден друг податок, имено дека токму во 383 година, 40-тиот ден после Пасха се паднал на 18 мај, кога ерусалимците го славеле споменот на витлеемските младенци. На христијанскиот запад пак, во проповедите на епископот Хроматиј Аквилејски, среде големите Господови празници, се вбројува и денот на Вознесението, во кој Господ се вознесе на небесата околу Педесетницата. Сето ова покажува дека во тоа време празниците Вознесение и Педесетница биле неразделни и според собитијата и литургиски. Одделувањето на празниците Вознесение и Педесетница се случило после осудувањето на Ереста на Македонија на Вториот Вселенски собор, кој се одржал во 381 година.
Имено, како резултат на победата на правомислието, било особено важно во домостројот на спасението да се истакне и благодатната улога на Светиот Дух. Така, периодот помеѓу празниците Вознесение и Педесетница станал подготовка за слегување и примање на Светиот Дух. Индивидуалното празнување на 40-тиот ден после Пасха, односно на Вознесението, се спомнува во проповедите на Свети Јован Златоуст и Свети Григорий Ниски, како и кај Блажени Августин. Беседи за овој празник напишале и светите отци Методи Олимписки, Атанаси Александриски, Епифании Кипарски, Прокло Константинополски, Кирил Александриски, Софрони Ерусалимски, Јован Дамаскин, Григорий Палама и други. Местото од каде што Господ се воздел на небесата, уште еднаш станало место на длабоко почитување. Таму, на Елеонската гора, царицата Елена изградила велелепен храм, кој за жал бил разурнат од сарацените. Денес, само една мала црквичка го означува местото, кое уште од древноста се означувало како место на Вознесението Христово и каде и сега се гледаат траги од стапките на Спасителот при неговото вознесение. Во црковните песни на овој празник, од една страна се воочуваат радосните восклици на апостолите, а од друга страна нивните тажни размислувања дека останале без нивиот Господ како сираци на земјата. Каноните на Вознесението ги напишале Јован Монах и Јосиф Химнограф. Празникот Вознесение секогаш се паѓа во четврток и се слави 10 дена, односно заедно со првиот ден пред празненство и 8 дена по празненство. По 40 дена од своето воскресение, Христос ќе се вознесе на небото и со тој настан се запечатува целото негово спасително дело. За овој настан од евангелистите накратко спомнува Марко, а најмногу Лука. Исто како и страдањето и воскресението, Христос претходно го најавил и своето вознесение. Ова ли ве соблазнува? А ако го видите Синот човечки да се искачува таму каде што беше претходно, Христос, како Бог, секогаш е со Отецот и Светиот Дух. Под слегување се подразбира неговото воплотување, а под искачување вознесувањето на неговата човечка природа. Во периодот на 40 дена меѓу воскресението и вознесението, Христос им се јавувал на учениците и им ги откривал тајните на Царството Божјо. Господ им заповедал да не излегуваат од Ерусалим, додека не им го исполни ветувањето, дека ќе им испрати друг утешител, односно додека не слегне Светиот Дух врз нив и ги облече со сила од озгора, по што би можеле да го проповедаат Евангелието по целиот свет. Тоа и ќе се случи по 10 дена, за време на старозаветниот празник, Педесетница. Зошто токму 40 дена требало да поминат до Вознесението? Бројот 40 имал големо значење воопшто на древниот Блиски Исток, а особено тој број има големо значење во Библијата. Представува символ на завршено дело, генерација и исполнување. Свети Никодим, светогорец, вели дека Христос, според својата човечка природа, примил 3 раѓања. Воплотувањето од Дева, крштението од Јован и воскресението. И во 3 раѓања е наречен првороден од многуте браќа по тело во новото создание и од мртвите. 40 дена по секој од овие раѓања се случува нешто многу важно. Во овие 40 дена по воскресението тој ги поучувал учениците на тајната на Царството Божјо, кое што веќе е тука,
а тоа е црквата. Не случајно црквата порано вршела масовно крштение на катихумените, токму на Велика сабота, тоест Великден, со што тие на мистичен начин учествувале во страданието и воскресението Христово. За време на периодот по Великден, тие поминувале едно особено поучување, така наречена мистагогија, воведување во тајната, кога паралелно учествувале во светите тајни и сето тоа им било објаснувано, тоест им се разоткривала тајната на црквата. Затоа што порано, како некрстени, тие не можеле да ги знаат овие нешта, ниту пак да учествуваат во благодатниот живот на црквата. Гледаме како праксата на раната црква го продолжува она што се опишува во Новиот Завет. На некој начин, сите ние ги поминуваме сите фази што ги поминале и апостолите. Во денешно време, оваа пракса на мистагогија не постои, но некаде веќе започнуваат да ја обновуваат, затоа што таа е суштинска за духовниот живот. Кај нас, како традиционално православно општество, таа не постои и тука се соочуваме со еден голем проблем. Луѓето не знаат зошто се православни, едноставно го прифаќаат тоа како обичај, бидејќи се родиле тука како некаква идентификација. Но, верата не е само некаков фолклорен декор, туку таа е осмислување на целиот човеков живот и тука познавањето на верата е суштинско за вечното спасение. Господовите настани не се изолирани еден од друг, ниту се различни по вредност. Така и Господовите празници се спасителни настани на божествениот домострој, бидејќи преку нив се изврши и устрои спасението на човештвото. Христос се вочовечи, поучуваше, пострада, воскресна и се вознесе. Тука постои едно чудесно единство. Кој празник е најголем во таа смисла? Ако Христос не се воплотеше, немаше да се случат воскресението и вознесението. Ако не воскреснеше, залудно ќе беше воплотувањето. Па така, вознесението е практично круната, венецот на сите празници. Значењето на вознесението е во тоа што човечката природа, обожена со воплотувањето, е прославена. Христос седнал од десната страна на Бога, а тоа е еден символичен израз. Тука не станува збор за географски поим, туку за онтолошка состојба. Седењето оддесно со јазикот на Библијата значи да се разделува истата власт и достоинство со оној до кого седиш. Па така, човечката природа со Христа станува учесник во славата и вечноста на божествениот живот. Се исполнува она за што беше создаден човекот, а тоа е единството и заедницата со Бога. Кај некои отци постоело мислењето дека и да не падел човекот, Бог сепак ќе се воплотел. Затоа што, ако целта на создавањето на човекот била единството со Бога, тоа единствено можело да се изврши преку соединувањето на божествената несоздадена личност со создадената природа, односно со воплотувањето на Бога. Преку Христа човекот е соединет со Бога, но за човекот да учествува во обожената и соединета со Бога природа, треба да биде во единство со таа обожена во Христа природа, тоест да стане член или орган на тоа тело Христово, кое што е црквата. Според древното учење, Бог стана човек за човекот да стане Бог. Спасението на човечката природа во Христа е извршено, но од секој човек зависи дали ќе го прими тоа спасение, во зависност од слободната волја пројавена во подвигот во црквата. Така, секој човек на еден личносен план треба да го помине она
што Христос го поминал, тоест да стане соучесник во Христовата тајна. Во животот на црквата ние напредуваме во согласно со тие фази од Христовиот живот. Прво се раѓаме во Христа, потоа страдаме со Него, го победуваме ѓаволот и воскреснуваме. И на крај можеме да го живееме и обожувањето. Токму празникот Воскресение отците го поврзуваат со обожувањето на човекот. Суштината и смислата на празникот Вознесение се многу големи и возвишени. Ако со Воскресението беше победена моќта на смртта и на ѓаволот, тогаш со Вознесението нашата природа се издигна на престолот Божји и ни се даде можност да достигнеме и ние во доживувањето на Вознесението, што е обожувањето. Во тој контекст, свети Григорий Палама вели дека Воскресението е поврзано со сите луѓе, а Вознесението со светиите, односно со спасените. Сите ќе воскреснат во последниот ден, но нема сите да се вознесат. Продукцијата Маријофилм еве денеска се наоѓа во општината Долнени, се наоѓа во селото Долнени, село познато меѓу народот во Македонија, меѓу македонскиот народ, но и пошироко по познатата песна "Оти до село Долнениде". Тука е познатиот гајдаџија Петро Танасовски, тука е и вториот поглавар на Македонската православна црква роден Ангелари, тука е и народниот херој Петро Даскалот. Ова село, како што реков, е познато во историјата, пишено во историјата. Чест ми е што овдека еве по ваша покана продукцијата Маријофилм намина дојде да го проложи, да направи нов документарен запис, онаму каде што застанале пред 10 години мештаните да не ги дораскаже приказните за историското битисување на селото Долнени. Твоето име, презиме, од која галабија си? Александар Јовчевски, од фамилијата Милевци. Така, ајде да ми кажеш како му беше името на твојот дедо и твојата баба по таткото. На дедо ми се викаше Дуде, баба ми Пројка, а по дедо ми Ристе. Така, а по мајка ти? Татко се викаше Митре, мајка и Павлина. Така, баба ти од кај беше, може да се седиш? Зрзе. Од Зрзе. Така, сега, колку браќа и сестри сте вие? Ние сме двајца браќа и една сестра. Така, татко ти како се вика? Иван. Мајка ти? Баста. Таа од каде е родом? Од Мариово. Од Мариово, од кое село? Уѓаково. Во Ѓаково, значи преку Врбско, во кањонот во Ѓаково. Овдека денеска ова црква, незиното многовековна црква и незиното име е Христово Вознесение. Меѓутоа, црквата е преполна, синоќа имаше така да речем еден мал заслог со китењето на венците. Денеска имаме утринска литургија. По кој повод е ова празнување денеска? Ова празнување извале првата вода во црквава и гости чека због таа вода што извале во црквата. Така. Ти си релативно млад човек. Што работиш овдека во Долнени? Што живееш, се вика? Земјоделие, сточарство. Што тоа? Овци. Колку овци имаш? 200. Така, а од другото земјоделие, за тие овци сака храна, сака? Житарици. Житарици. Јачмен, пченка. Така. Колку члена број твоето семејство потесно? 5 на ние тука и брат ми, тројца 8. Така. Семен човек? Да. Колку Господ дечина ви даде? Едно. Машко или женско? Ова сега да те прашам Си бил ли во Ѓаково? Да. Како да направиш една споредба со Маријовскиот крај на живење и овде Долненскиот? Таму е убаво, само што нема услови, нема пат, нема струјање. Тоа е таму е многу убаво. Така. Кој ти е тебе куќна слава? Мене ми е Света Петков ден. Така. А селска слава е Спасов ден. Така. Може ли да се присетиш кој беше ќе си релативно млад човек, да се присетиш пред 10-20 години како беше животот во село во Долнени? Беше подобар према сега. Поќе народ имаше? Че народ имаш. Сега можда да странство замина. Зошто не замина
на печалба пред 10 на 20 години, како што многумина твоја генерација замина и во градовите, во Прилеп, во Битола, во Скопје, туку остана од народното место. Не сум навикнат, не можам на друго место не можам да живеам, освен дома. Ајде една порака да испратиме до сите наши македонци. Каде тие да се наоѓаат? Дали во Република Македонија, дали во Пиринскиот дел, Егејскиот дел, дали во Европа, дали во Мала Преспа, дали во Америка и Канада, дали е убаво да си дојдат дома, барем еднашка, да ги отворат оние среđени катанци од нивните дедовци и баби од куќите, затоа што пубаво место од родното, пред се да речеме од Олдени, нема никаде. Да. И што рекле стари камено се држи на местото. Нека е дено за многу години, еве овој чуго литургијата е започната пред едно половина час, така речено. Да, да одиме да следиме. Нека е дено за многу години. Почитувани мои, документарниот запис од празнувањето посветено на сите свети миросници, меѓу народот попознат како недела на сите свети миросници, од засловот вечерната и утринската богослужбена литургија, празничната богослужбена трпеза, со која чино начастуваше парохискиот свештеник, заедно со соборскиот народ, во Долнешката црква Вознесение Христово, ќе ви пренесам во приложение на оваа репортажа. Исуштим во гробје, живот дарова. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им дари. Христос воскресе из мртви, смртиот смрт поправ. Исуштим во гробје, живот дарова. Богородице Дево, радој се, благодатная Марија, Господ с тобою, благословена ти в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им. Господ воцарися, в лепоту облечеся. На Твой дом, Господину, припаѓа светост за долго време. Господ воцарися, в лепоту облечеся. Да речеме сите од сета душа и од сета помисла наша, да речеме Господи помилуј, Господи си држител Боже на нашите отци, Ти се молиме, чуј не ги помилуј, Господи помилуј, умили не Боже, по Твоја голема милост, Ти се молиме, чуј не помилуј, уште се молиме со благочестивиот православен народ на за неговата власт, победа, обстојен мир, здравје и спасени Господ, нашиот Бог,
да му помага во се да покори подносете негови секаков непријател и противник, уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Петар, за светого Христа, братство наше, уште се молиме, за блажените секој споменен создатели на овој свет храм, за сите православни порано покојни отци браќа наши, кои почиват овде на секаде православните земји, уште се молиме, за милост, живот, мир, здравие, спасение, посетување, прошки, разрешување Божите раби, за браќата на овој свет храм, уште се молиме, за оние кои пренесуваат плодови права добрини, за овој свет и сечесен храм, за оние што се трудат пеат за луѓето што присуствуваат очекувајќи од Тебе голема и богата милост. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, зашто си милостив и човек любец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Родице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ти жена, и яко спаса, родила Ти душ наших, Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария. Господи Исусе Христе, Боже наш, кој си благословил 5 лева и си наситил 5000 луѓе, самиот Ти благослови ги овие лебови, пшеницата, виното и елејот, и умножи ги во вас село, во овој свет храм и во целиот Твој свет и верните, што ќе вкусат од нив, освети ги, зашто Ти си кој се благословиш и осветува се, Боже наш, и Тебе слава Ти вонесуваме со безпочетниот Твој Отец, пресвети, благи, животворен Твој Дух, сега и секогаш и во веки веков. Слава Бог, народ Израилов. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмртни, помени свети Боже, свети крепки си Ти безсмртни, помени нас. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмртни, помени нас. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, со секогаш и вечни векови. Амин. Пресвета Тројца, помни Господ, чисти нашите гревови. Владико, прости ги нашите беззаконија, свети посети и цели ги нашите слава заради Твоето име. Господи, помни, Господи, помни, Господи, помни. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, со сегаш и вечни векови. Амин. Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја како на небо, така и на земјата. Лебот наш насушен дай ни го денес и прости ни ги долговите наши, како ние што им прощаваме на нашите должници, и не воведувај ни во искушение, но избави нас од лукавиот. Зашто Твое царство до силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Помни Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не помилуј, уште се молиме за благочестивиот православен народ наш, за Христолюбивото воинство, за неговата власт, победа, постојане, мир, здравие и спасение, и Господ нашиот Бог, да му помага во се да покори подносите негови секаков непријател и противник, уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Петар, и за светого Христа, братство наше, за секоја христијанска душа натажена, злобена, на кој треба Божја милост и помош, за заштита на ова село, за мир и обстојање на целиот свет, за благосостојум на светите Божји цркви, за спасение и помош на отците браќа наши, кои се трудат, служат ревносно и со страх Божји, за оние кои се отсутни, за оние што се напад, за и целени на оние што лежат немоќни, за покој, олеснување, блажен спомен и прошка на гревовите на сите порано упокоени православни отци браќа наши, кои лежат овде и насекаде за изволување на заробените, за браќата наши, за оние кои се во служби, за оние кои служат и служеле на овој свет храм, уште се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение,
посетување прошка разрешување на гревовите на Божите раби, Милан, Александар, Благојче, Јаков, Дамјан, Филип, Орде, Методија, Марко, Васка, Викторија, Анастасија, Даниела, Фросина, Ирина, Маријана, Фросина, Емилија, Горица, Александар, Маја, Данчо, Филип, Ангел, Александар, Љубиша, Снежа, Христијан, Марија, Таде, Јован, Наде, Цвета, Велика, Митре, Лилијан, Емилија, Бобан, Иле, Сара, Весна, Методија, Виктор, Сара, Александар, Благојче, Дамјан, Фросина, Милан, Васка, Горан, Катерина, Теон, Александра, Маријана, Марко, Орде, Босилка, Александар, Викторија, Јаков, Бојан, Зоран, Тања, Емилија, Богоја, Радмила, Дарко, Стефан, Марија, Горан, со фамилијата Данчо, со фамилијата Цена, со фамилијата Никола, со фамилијата Петри, со фамилијата Ангела, Јаце, со фамилијата Ангела, Иле, со фамилијата Христина, со фамилијата Менде, со фамилијата Игор, со фамилијата Драгица, Венко и сите овде присутни кои го празнуваат овој празник и за рабите Божји, уште се молиме да се запази ова село, овој свет храм, секој село, град и земја од глад, помор, земјотрес, потоп, оган, мечмен, напаѓање туѓинци, меѓусебни војни, да биде милостив и благонаклонен, добри човек, љуби Бог наш, да одврати секој гнев што се движи кон нас, да ни избави од својата праведна закана, што се не притиска, да не помилува, уште се молиме, Господ Бог да го услиши молитвениот глас од нас грешните и да не помилува, услиши не Боже, Спаситело наш, надеж на сите краишта, на земјата кој се далеко на море, милостив, милостив биди, владико за нашите гребови и помилине, зашто си милостив и чукрвен Бог и тебе слава ти унесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Мир на сите и на духот Твој, нашите глави да ги прекланям пред Господ, Тебе, Господи. Владико многомилостив Господи Исусе Христе Боже наш, помоли Ти да се пречистата владичица наша, Богородица и секој Дева Марија со силата на честниот, животворен крст, по застапништвото на честните небесни безтелесни сили, помоли Ти да честни спомен пророк предеше крстител Јован, на светите славни секолни апостоли, на светите славни добропобедни мъченици, преподобните богоносни отци наши, на светите отци наши, вселенски велики учители, светители, Васили Велики, Григорий Богослов, Јован Златост, на светиот отец наш Николај архиепископ Миликински чудотворец, на светите равноапостолни македонски съсловенски учители Кирил и Методи, нивните свети ученици, Клименти Мамотрицки чудотворци Сава Горастин Галари, на светиот епископ Иларион Меглински, светите славно добропобедни мъченици, Ѓорѓи Победоносец, Димитри Мироточив Солунски, светите 15 европолски свештеномъченици, светите македонски новомъченици, Ѓорѓи Кратовски, Катангел Битовски, Анастаси Радовишки, Александар Јован Солунски, Ѓорѓи Јован Јарински, преподобните богоносни, пустиножителни отци наши, Прокор Чимски, Јован Еревски, Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Нектари Битовски, Никодим Дисмански, Прилевски, Кипријан Слепечки, Свети Јован Карчовски. И обништаша, и взалкаша, зискаю, штиже Господа, не лишаться всякого блага. Сите под нарак. Христос посреди нас. И ќе биде само. Христос посреди нас. Христос посреди нас.
Duha Святого. Благослови Владико теплото. Теплота двери исполни Духа Святого. Амин. 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 Добро свето да спаси грешниците, кои прави се нас. Уште верувам на Го само тоа да пречита ти моја само честна крв, затоа ти се молам да прости ми грешни, волни неволни нас падна прави се збор со дело. Во знаење, незнаење, неосудено се причето со Твоите несни тайни. Господи, причествувай за Твоите пречи тайни, да ми засути за особено лицење на душата и телото. Амин. Исповедам дека Ти си на вистина Христос, Синот на живиот Бог, кој дојде во светот да ги спасиш грешниците, од кои првиот сум јас. Уште верувам дека ова само до Твое пречисто тело и ова е само за Твоја честна крв. Затоа Ти се молам, помилуј ме и прости ги моите прегрешенија, волни и неволни, направени со збор или со дело, во знаење или незнаење, и удостој ме неосудено да се причестам со Твоите пречисти тајни, за прошка на гревовите и за вечен живот. Амин. Додека пак жените, уште пред изгрејсон се без страв, отишле на гробот. И пак по воскресението, Господ најпрво се јавил на Марија Магдалена и нези порачал да им ја објавите радосна вест на апостолите, па потоа дори откако тие не можеле да поверуваат во воскресението, тој самиот лично им се јавил. Се поставува прашањето која била силата, кој бил мотивот за толку да се жртвуваат овие свети жени. Љубовта, браќа и сестри, љубовта кон Христа, нашиот Бог и Спасител. Тамо каде што има љубов, тамо нема страв. Погледнете ги пример животните кои имат љубов кон своите новороденчиња. Тие и животот свој го жртвуваат само за да ги спасат саканите. Така и овие свети жени, имајќи преголема љубов кон Господа Исуса Христа, не почувствувале никаков страв, а светите апостоли ја немале ова храброст, туку заклучени седеле во една соба, поради страф од јудеите. Всушност, а кај жените мироносици победила љубовта кон Господа Исуса Христа. Денес нам никој не ни забранува да исповедаме својата вера во воскреснатиот Господ, никој не него ни прогонува, освен нашиот срам, кој не тера да се срамиме за да кажеме дека сме христијани. Се срамиме да им кажеме на нашите блиски, на нашите родители, на нашите пријатели дека сме христијани, дека постиме, а и се молиме, дека одиме во црква во недела, но не затоа што тие би не осудиле или смевале, туку затоа што ние немаме цврст идентитет како православни христијани. Значи проблемот не е во другите околу нас, туку во нас, во нашата маловерност, во нашата колебливост, во нашата неодлучност и подвоеност помеѓу светот и Христос. Гледавајќи се на примерот на светите жени мироносици, поучени од нивната храброст и љубовна посветеност на Бога, да се потрудиме со сето срце да го возлюбиме воскреснатиот Господ, да започнеме да водиме цврст подвижничко литургиски живот, па вкоренети во Христа, од Него, од изворот на животот и на секоја премудрост, да го црпиме својот христијански идентитет и отфрлувајќи ја секоја демонска помисла на срам или страв, слободно и смирено, во секој време и место јавно да исповедаме својата вера на нашиот сетроичен Бог,
a со својата христоподобна и себе пожртвуватна љубов да го сведочиме Христос, кој заради нас се распна и постради славно воскресна. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! На помоши за многодини, светата божествена литургија, да ни на телесно здравие и душевно спасение, на помоши за многодини, честито домаќинството, Господ златен што ви душа сака да ве дарува. Просиме од Господа. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, без болки, непосрамен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме од Господа. Спомнувајте ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть Бога. Иисус жив во гробе, живот даровал. Христос воскресе од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Се читал Светото Евангелие според Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Она време влезе Исус во Јерусалим, а во Јерусалим при општата порта имаше бања, по еврејски наречена Витезда, со 5 тремови, во неја лежа слепи хромисови, кои очекува да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој ќе влезеше, оздравуваше од каква болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И да се помолиме на Господа, Господи, помилуј. за небесе мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој свет храм, за они што влегуваат во него со вера на страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, За помилуј. високошенейши митрополит наш Петар, во Христа ѓаковство за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. За благочестивиот Христовиот народ наш, да се помолиме на Господа. Да слезе нова вода, силата дејства, слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Да слезе нова вода, очистително дејство на Пресветата Тројца, да се помолиме на Господа. За да биде ова вода лековите за душите и телата, за изгонување секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. За да и се испрати благодат, за избавление Јорданово, да се помолиме на Господа, да се просветиме со духовна светлина, да единосушната Тројца, да се помолиме на Господа. Уште се молиме за сите христијани, Тебе слава Ти вознесуваме. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајте ја Пресветата, пречиста, преблагословена, славница наша Богородица и секој Дева Марија.
Spasitelj, sveti samite sebe, Duh si na živo, na Krista Boga da go predademe. Zašto tebi ti prilega sekva slava, čest i poklonuvanje na Otca i Sina i Svetiju Duh, сега секогаш и во вечни векови. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи всем православным християнам нашим, нас противния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го и лепшеницата и винот со Твоя Дух, сега секој у вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го и лепшеницата и винот со Твоя Дух, сега секој у вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го и лепшеницата и винот со Твоя Дух, сега секој у вечни векови. Амин. И Тебе слава Ти однесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. О слава и чест на свети Ти принесуваме овие дарови за здраве и спасение челата Божие. Христе Боже, наши Тебе слава, Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Овој ден да ни биде свет, совршен, мирен и безгрешен, просиме од Господа. Святи мученици, же добре страдалчество ваше, и венчаше ся, молите ся кон Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, и же проповед Троица единост. Айде, всех по нараках хвайте. Исаия никой гева имя очнебе, и Одисия Еммануила, покаже и человека, Господь имя Ему, Его